Петок, 16 мај 2025. Добра вечер во дневникот на КТВ. Денес во Кавадарци се одржа работилница на тема одржливост на туризмот, со примена на позитивни практики на национално ниво, но и од странство се прави обид Кавадарци да ги добие своите зелени дестинации. Тука сме да споделиме практики не само локални, туку и меѓународни практики за одржлив туризам. Ова работилница е всушност серија на работилниците, што ние како швајцарска програма за зголемување на пазарна вработливост заедно со уште една сестринска програма СИПО под капата на владата на Швајцарија ја организираме во соработка со Агенцијата за развој и соработка на туризам, општината Кавадарци, Стопанската комора и Асоциацијата за дојдовен туризам НАИТА. Со нас внатре се представници на повеќе општини и представници на туристичкиот сектор, се со цел да видиме како може да соработуваме и како да подобри одржливи практики во целата држава. Тука зборуваме за сите, значи одржливиот туризам е начин на управување со туризмот. Значи зборуваме и за сместувачките капацитети, зборуваме за транспортни компании, зборуваме за винариите, зборуваме за хотелите, зборуваме за сите провајдери кои што даваат услуги во туризмот. Македонија е подготвена и располага со големо природно богатство кој што треба навистина да го искористиме и да се движиме во правецот на одржливост и на зелени дестинации. Тоа е и трендот во светот. Тие се форми на туризам каде што можат да се наметнат на секој тип и секоја форма на туризам. Значи, одржливост во сите форми ни е наш приоритет. Нормално сега ја чекаме и стратегијата да биде подготвена и секако и во стратегијата одржливоста во туризмот и зелените практики ќе бидат како главни правци по кои треба да се движиме. Ние имаме примери во Македонија, тоа е селото Вевчани, кое што е при крај на сертификација како Green Destination во Македонија, потоа може следно да се работи на Крушево, Кавадарци, па и други региони низ Македонија. Може тоа да бидат градови, може да бидат рурални општини или некое село и нормално добивка и економска корист би имало и локалното население и нормално би се збогатила економијата на Македонија, доколку преку овие практики добиваме и нови туристички производи. Значи, дали се работи за зимски туризам, летен туризам, алтернативни форми на туризам, рурален туризам, агритуризам, културен туризам, значи на сите тие форми секогаш мора да одат во согласност со одржливост и со зелени практики. Агенцијата е секогаш расположена за поддршка на сите дестинации низ Македонија, дали градови или рурални општини или се работи за села. Можам да кажам дека имаме одлична соработка со швајцарските програми ИМЕ и СИПО. До сега имаме успешно реализирано многу проекти и се надевам дека и овие работилници кои што се континуитет денес во Кавадарци, дека ќе вродат со добар плод и одлични резултати, со нешто ново и нови туристички производи кои што потоа ќе можеме да ги промовираме и да ги понудиме како Македонија. Повеќе сме денеска како домаќини, а другото го оставаме на гостите да го искусат Кавадарци. Нас не е особено чест што денеска сме дел од овој проект и особено не е чест што колеги од општина Крушево, општина Охрид ќе ја споделат дел од своите практики во нивните општини согласно овој проект со цел и сами знаете пред некое време во Кавадарци зборот туризам беше како еден вид на табу тема, повеќе не е, сме туристичка дестинација покрај Тиквешкото езеро, малите семени винари и сега и зимскиот скијачки центар, така да имаме што да понудиме, бизнис секторот да се надогради себе си внатре со дел од практиките, за да може видно да има тој зачеток на развој на туризмот, основа како да продолжи.
Вчера во просториите на општина Кавадарци се одржа подготвителна работна средба за зајакнување на пограничната соработка, на која присуствуваа заменик градоначалници од општините Едеса и Алмопија од Република Грција, заедно со заменик градоначалникот и представници на општина Кавадарци, информираат од општината. Бугарија одобри грант за проект кој ќе се реализира во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј во Неготино. Со проектот ќе се набавува претежно лабораториска опрема во училиштето и 3D печатар. Општина Неготино, заедно со Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј, аплицираше и веднаш доби одобрение за грант проект. Пошто веќе беше потпишан и договорот, па истиот може да започне и да се реализира. Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Бугарија преку Амбасадата на Република Бугарија во Република Македонија. Имплементатор е општина Неготино. Корисник е Средното училиште Свети Кирил и Методиј. Проектот е со време траење од 10 месеци или конкретно до 13 март 2026 година и е со вредност од 972.260 денари. Со реализацијата на овој проект ќе се набави опрема за Средното училиште Свети Кирил и Методиј и тоа лабораториски дигестор, печка за жарење, лабораториска сушара, дехидратор за овошје и зеленчук, иноксна ферментацијска комора изработена по ХАСАП стандарди и 3D печатар. Министерството за здравство информира дека уште 4 пациенти кои беа повредени во пожарот во Кочани се враќаат од странство и ќе бидат задржани под обсервација на клиниката за пластична хирургија и клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Поконкретно, еден од пациентите пристигна во тек на вчерашниот ден од Софија, 2 пациенти се враќаат денес од Белград, а 4-тиот пациент треба да пристигне утре од Софија, со што во странските медицински центри ќе останат на лекување уште 11 пациенти од повредените во пожарот во Кочани, информираат од Министерството за здравство и додаваат. Пациентите кои се лекуваат во странство се во стабилна состојба. Специјалисти од клиниката за пластична хирургија повеќе пати во неделата редовно одат во општа болница Кочани и вршат преглед, преврски и тријажа на повредените пациенти, а воедно и специјалисти по физикална медицина и специјалисти од психијатрија се вклучени во третманот на лицата со изгореници. Министерството за здравство континуирано ја следи состојбата со повредените пациенти со цел обезбедување најдобар можен третман, како и на тамошна рехабилитација, се наведува во соопштението. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС-98 од полноќ се зголемува за 2 денари по литар, информира денеска од Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензинот Евросупер БС-95, Евродизел, екстра лесно масло за домакинство и на мазутот не се менуваат. Синоќа во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје беше отворена самостојна изложба на слики од циклусот Рапсодија во чаша на Владимир Темков Шефе. Владимир Темков е, се разбира, сите знаете, жител на Кавадарци. И јас, не само за тоа, го поврзувам со она што би го нарекол Кавадаречка сликарска школа во македонското сликарство. Родната почва во многу случаи ја дефинира уметниковата слика на светот и поради тоа јас во првобитниот поттик на овие слики ги препознавам кавадаречките лозја, празникот на гроздоберот, славењето на виното и на неговите занеси. Во известна смисла, Темков ја продолжува линијата што во македонското сликарство ја зацрта неговите постари претходници, кавадаршани се разбира, бидејќи кавадаршани
во македонското сликарство се најбројни. Мислам на доцниот Мазев, на зрелиот Чемерски, на раната Ана Темкова и на најраниот Шемов. Како и кај нив, и кај Владимир Темков, постои еден дионизиски занес, пренесен во сликарски гест, во огнометот бој, во спонтаност на гестот, во возбудливата вибрантност на цртежот. Навидум, овие слики се можне блиски до абстракцијата. Но само навидум, зашто ако подобро загледаме, на нив ќе го препознаеме микрокосмосот, на билните корења, мозаикот што го сочинуваат растителните линии, плодовите, ситните бобинки и крупните гроздови, инсектите и птиците. На сликите на Владимир Темков се одигрува летниот карневал на созревањето. Се преобразува, зоврива, се преплетува и се проникнува, слејувајки се во една голема прослава на плодноста. Присуствуваме тука на едно големо славење на природниот циклус на оплодувањето, раѓањето, созревањето, размножувањето. Низ пијанството на соковите се пренесува кружниот пат на органските сили, се следи неуморниот елан витал, што ја гарантира постојаната обнова. Воопшто не е случајно што во најголемиот број на овие слики доминира вертикалата. Стремежот кон растење, кон извишување, напорот насочен кон вознес и кон восхит. Природните форми, кај овој сликар, се плетат во еден плодоносен хаос. Но тоа е хаос кој е на пат да создаде космос, да се претвори во изблик што го најавува новиот почеток. Сликите на Темков покажуваат дека во микрокосмосот се присутни за оној што знае да ја чита природата, големите тајни на макрокосмосот и дека заокружувањето на плодот, на секое зрно од гроздот е всушност манифестација на силите кои ги создаваат и планетите. Темков го кажува сето тоа на еден јазик чија ликовност е секако неоспорна. Низ неговиот сликарски гест изразена е слободата на нагонскиот живот, препуштањето на спонтаните импулси, следењето на исконскиот ритам. Но на крајот, како резултат, таа магма на несвесното проротуваат свесно осмислени облици, се кристализираат пораки и значења, кои се исполнети со смисла, како зрното грозје со сокот. Ја читаме низ овие слики радоста на окото, радоста на раката, радоста на творењето, радоста на создавањето. И на крајот, низ овие слики, Владимир Темков ни праќа покана за влез во земја во која земните сласти добиваат духовна димензија. Повелете на по една чаша полна љубов кон животот.
Пријатно е чувството да бидеш во еден оваков прекрасен амбиент. Мислам дека круната на ликовното творештво на секој автор и желбата да го круни се своето творештво е да дојде и да излага во овој простор, во оваа прекрасна галерија на Македонската академија на науките и уметностите. Голема благодарност до Оделението за култура, начело со академик Владо Ворошевиќ и двајцата мои колеги Васко Ташковски и Газанфер Бајрам, кои што дозволија еве да се случи оваа изложба. 81 дело се поставени овде. Јас исто така упатувам голема благодарност до вас, моите драги пријатели кои што дојдовте оваа вечер заедно со мене да го прославите овој значаен момент за мене и за моето творештво. Околу моите дела и околу идеите, околу Свети Трифун, дали е Свети Трифун или е Валентајн, дали е Гроздобер или е Карневал, самите дела малку повеќе ќе ви објаснат кога ќе почнете диалог со нив. Ви упатувам да ги разгледате делата и да се дружиме малку со чаша вино. Вино кое што со својата боја, црвената и белата, дава живот на кавадарче. Вие сте со Дневникот, продолжуваме со останатите содржини. Изјавите на Мицкоски во кој тврди дека цените се намалени, дека инфлацијата е намалена и дека сме биле први во Европа, се во целосна спротивност со секојдневната реалност на македонските граѓани, пишуваат во соопштение од СДСМ. Во истото се додава, очигледно Мицкоски живее надвор од реалноста. Додека Мицкоски зборува за економски успеси, граѓаните се соочуваат со постојано зголемување на цените на основните производи, платите стагнираат, а стандардот опаѓа. Тоа е реалноста во Македонија. Поскапувањето од една страна и стагнирањето на платите од друга страна го отежнува животот на граѓаните кои се принудени да се откажат од основните потреби за да го преживеат месецот. Според проекциите на Светска банка, Македонија ќе биде на дното во регионот по економски раст со проектирани само 2,7% раст на БДП оваа година. Ако се пресмета инфлацијата од 3% раст воопшто нема, односно економијата е во целосна стагнација. Стои во соопштението од СДСМ. СДС и Филипче да не молчат и да одговорат каде е Венко Филипче, порача и денеска на пресконференција од ВМРО ДПМН. Една недела СДС и Филипче молчат и се кријат за потеклото на златната виза на чиракот на Заев, Венко Филипче. Откако на Венко му се испушти дека поседува златна виза, за која не го наведе потеклото, го снема од јавноста, а според нашите информации, тој пред 6 дена на граничниот премин Богородица ја напуштил државата. Дали Филипче, кога ја напуштил државата, се упатил кон Солунскиот аеродром и заминал во Дубај со златната виза да се најде со неговиот ментор Заев, за да ги проверат градежните активности на 50-катницата. Венко Филипче, со оглед на тоа дека не негира, се поставува теоријата дека нашите тези се вистинити. Венко Филипче должи одговор на јавноста. Доколку на вистина заедно со Заев имаат бизнис во Дубај, од каде му се парите? Дали Венко парите ги има заработено на нелегален начин, бидејќи сума од $500,000 не се заработува така лесно? Филипче не ја покажа ниту нострифицираната диплома, бидејќи после изгледа ја нема, ниту одговори за тоа со која болница преговарал за да добие златна виза. Филипче и СДС останаа неми на нашите прашања. Денес повторно прашуваме, каде е Венко Филипче? Дали планира да се врати во Македонија или ќе остане во Дубај? СДС и Филипче тонат во бездна. Неискреноста, манипулативноста и корупцијата се темелите на кои се поистоветуваат и СДС и Филипче. Додека тука глумат загрижени, истовремено во Дубај ги трошат украдените пари на нас, граѓаните. СДС и Филипче се прочитана приказна. Тие се синоним за неспособност, криминал и корупција.
Продолжуваме со информациите од спортот. Завршува фудбалската сезона во Македонија. Тиквеш пред своја публика ќе ја пречека струга и ќе ја стави фудбалската топка во мирување. Фудбалскиот викенд во Македонија ќе ги донесе последните кола во лигите, пошто за кратко фудбалската топка ќе запре, бидејќи на 21 мај ќе се одигра финалето од фудбалскиот куп, пошто и дефинитивно бубамарата оди во мирување. Токму заради финалето од купот, прволигашите и второлигашите ги променија термините. Ова значи дека прволигашите утре сабота од 17 часот ќе ги одиграат средбите од последното 33-то коло. Најинтересно ќе биде на средбите Брера Работнички и Пелистер Беса, кои директно одлучуваат дали Брера или Беса ќе играат бараж за опстанок. Шкендија титулата ќе ја прослави во дуелот со второпласираниот Силекс, а Тиквеш во Кавадарци ќе ја пречека Струга и ќе го прослави опстанокот во елитата. Шкупи и Вардар службено ќе ги добијат надпреварите со Воска и Гостивар, кои се селат во најнизок ранг. Второлигашите во недела ќе ги одиграат средбите од 30-тото коло во кое ќе се сретнат Детонит Плачковица Победа, Борец Охрид, Кожув Новаци, Македонија Ѓорче Петро Беласица, Скопје Саса, Осогово Вардарски, Брегалница Башкими и Вардар Неготино Арсими. Последното коло ќе ја разреши дилемата околу конечниот пласман на првите 3 места на табелата, каде засега се Македонија Ѓорче Петров, Арсими и Башкими. Во недела ќе се одигра и 26-тото последно коло од третата македонска фудбалска лига група Југ, во кое ќе се сретнат Ултрас Росоман, Дреново Големо Конјари, Влазними Слога Лажани, Бучин Младост и Превалец Питугули. Слободни во ова коло се екипите на Башкими и Венец. Македонија ќе игра во тешка група на Европското првенство во ракомет во група сме со Данска, Португалија и Романија, а само 2 репрезентации ќе продолжат во следниот круг. Македонската сениорска ракометна репрезентација вчера ги доби противниците за Европското првенство кое во јануари 2026 година ќе се игра во Данска, Норвешка и Шведска. Жепката сакаше Македонија да се најде во групата Б, која ќе игра во данскиот Хернинг, заедно со репрезентациите на домакинот Данска, Португалија и Романија. Колку за подсетување, само првите 2 репрезентации ќе поминат првата фаза и ќе обезбедат учество во главната фаза на континенталниот собир. Шампионатот во Скандинавија ќе се игра во периодот од 15 јануари до 1 февруари. Во групата А, која исто така ќе игра во данскиот Хернинг, се наоѓаат селекциите на Германија, Шпанија, Србија и Австрија. Во групата Б веќе спомнавме Данска, Португалија, Македонија и Романија. Во групата С, која ќе игра во норвешкото Осло, се Франција, Норвешка, Чешка и Украина. Во групата Д, која исто така ќе игра во Осло, се Словенија, Црна Гора, Швајцарија и Фарските острови. Групата Е ќе игра во шведското Малме, а таму се Шведска, Хрватска, Холандија и Грузија. И во групата Ф, која ќе игра во шведскиот Кристијанштад, се Унгарија, Исланд, Полска и Италија. Веќе е познат и распоредот на надпреварите, со тоа што саатниците дополнително ќе бидат одредени. Турнирот, македонската ракометна репрезентација, ќе го започне на 16 јануари и тоа против фаворитот број 1 за европското злато, домакинот Данска. Потоа на 18 јануари ќе одиме на Мегдан со романците, селекција со која можеме да се надигруваме и да бараме победа, за да на крај, на 20 јануари, ги одмериме силите со незгодната и непредвидливата Португалија. Инаку, базата на македонската ракометна репрезентација ќе биде градот Хернинг.
Утре не очекува променливо облачно време во западните делови со повремен локален дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец по изразен долж по Вардарието. Температурата во интервал од 5 до 22 степени. Потоа следува период на претежно стабилно време до понеделник со пониски утрински температури, а дневните во постепен пораст. Од средината на следната седмица ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.